Благиот оптимизам, поттикнат од растот на продажбата на возила во Европа, доби помалку горчлив вкус. Имено, само 16% од вкупната бројка е произведена од европски марки. Мала утеха е што пак производителите на ултраспортски возила, кои во најголем број се лоцирани на стариот континент, господарат во сегментот. Денеска, покрај моделите наменети за масовниот пазар, ќе имаме и смотра на автомобили од која ќе ви зоврие крвта во жилите. Добро дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Неслучајно, Chery е најголемиот кинески извозник на возила. Тајната лежи во добро осмислените стратегии за настап на секој пазар поединечно. Така после Омода и JQ, на стариот континент ќе бидат понудени и моделите на Jetour. Оваа марка која постои од 2018 година се занимава исклучиво со кросовери и се обраќа главно на семејства кои живеат во помали места и патуваат често. Само по себе тоа подразбира дека возилата треба да бидат пристапни, добро опремени и бензински, не електрични. Можеби и затоа како прва земја во која оваа марка ќе биде лансирана е избрана Полска. Стартот на продажбата е планиран за ноември со 3 модели X70+, Dashing и T2. Веќе е избран локален дистрибутер, а планот е до средината на идната година да се отворат 30 продажни места. Амбициите за понатамошно ширење низ Европа не се објавени, но секако ќе зависат од полските резултати. Лани Chery од оваа марка ширум светот има продадено 560.000 возила, а годинава очекува да стигне до 800.000. Промената во номенклатурата на електричните модели на Volkswagen не била случајно токму сега направена. Доста брзо откако ги представи Polo и Cross, се појавија вести и за Golf, помалиот Everyone кој би можел да се вика Up или Lupo, електричната верзија на T-Roc и за Tiguan кој ќе го замени ID4. Но тоа не беше се. Продолжувајќи наново да ја пишува својата електрична иднина, Volkswagen ја дополни приказната и со Touareg. Како што знаеме, Volkswagen планираше идната година да го пензионира големиот кросовер без директен наследник, за да може повеќе да се фокусира на помалите модели од него. Но според новите планови, од 2029 година, Touareg ќе продолжи да живее со електрично срце. Сосема логично, бидејќи актуелниот модел во сите 3 своји генерации имаше заеднички гени со Porsche Cayenne, чија електрична верзија веќе е скоро готова, така што на концернот нема да му представува никаква мака да ја преоблече под знакот на VW. Што се однесува до другите споменати модели, Polo и Cross ги очекуваме идната година, Everyone во 2027, Tiguan истата или можеби една година после тоа, а Golf и T-Roc во 2029 или дури подоцна. Volkswagen вкупно има испланирано 10 нови електрични модели за лансирање, кои како и досега ќе го носат префиксот ID, но место бројка ќе имаат познати имења. Европската асоциација на производители на возила АЦЕА го објави својот редовен извештај за економските и пазарни резултати на светската автоиндустрија. Преполн податоци и анализи за периодот од првата половина од годинава, главниот забележан тренд е дека продажбата и производството на возила на глобално ниво растат, но во Европа опаѓаат иако се задржува темпото на извоз.
Најголем пораст на продажбата е забележан во Кина, Јапонија и Соединетите Американски држави, додека од земјите од стариот континент само малку се позитивни. Од сите произведени возила на глобално ниво, 60% доаѓаат од Азија, а од Европа 16%. Интересно е и што Германија произведува 20% од автомобилите продадени во Унијата, Шпанија 13%, Чешка 9%, Франција 8%, а Словачка 5%. Исто толку доаѓаат од Турција, од Кина пак 1% повеќе, а Јапонија, Јужна Кореја и Мароко учествуваат со 4%. Европската Унија сега извезува повеќе од 1/3 од својата автопродукција, најмногу во Велика Британија и САД. Во извештајот уште се наведува и дека електричните автомобили во Европа достигнаа 15,6% од пазарот, а хибридите повеќе од двојно од тоа, и уште малку ќе ги стигнат возилата со класични мотори. Во извештајот уште се наведува и дека електричните автомобили во Европа достигнаа 15,6% од пазарот, а хибридите повеќе од двојно од тоа, и уште малку ќе ги стигнат возилата со класични мотори. Лошите финансиски резултати, за кои се смета дека се последица на предвремената електрификација, го примораа и Порше да ја смени својата стратегија. Така, во иднина покрај електричните модели ќе опстанат и нивните бензински изведби, иако технички гледано тие нема да бидат исти. Одложено е и лансирањето на некои нови електрични модели, како што е Cayenne, кој сепак ќе доживее ново издание во бензински и хибридни верзии. За Макан веќе знаеме, Панамера ќе опстане барем до 2030-та, а и новите Бокстер и Кајман, кои изворно се планирани само како електрични, ќе добијат и бензински мотори. Во ова огромна одлука имаат и промените на американскиот пазар, каде администрацијата на претседателот Трамп, покрај што воведе царини, одлучи да ја скрати финансиската подршка за поттикнување на продажбата на електричните автомобили. Ќе успее ли Ланча да преживее? Јасно е дека од еден единствен модел не може да се очекува да го носи целиот товар на своите плеќи во ситуација која е драматично загрижувачка, но во моментот дури и Ферари продава повеќе. Или во бројки кажано, во првата половина од годинава, Ланча има продадено 6500 возила, што е за 10% помалку од оние со конче на носот. Гледано на месечно ниво пак, подобро се продава дури од свежо лансираниот кинески BYD Dolphin Surf. Во вакви околности не чуди што Ланча се почесто се споменува како марка од која Стелантис треба да се ослободи, со продажба ако некој воопшто ја сака или пак со гаснење. Единствената шанса што ја има е новиот модел Гама, планиран за 2026 година. Правобитно замислен исклучиво како електричен, тој сепак ќе биде достапен и во хибридна верзија. Ќе ја користи платформата од Peugeot 3008, а за разлика од Y кој доаѓа од Шпанија, ќе се произведува во фабриката Melfi во Италија, заедно со Jeep Compass и DS број 8. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Популарноста на пикапите не стивнува, додека во Европа нив ги купуваат исклучивно наменски, како алетки за бизнисите. Од другата страна на Атлантикот, тие се дел од секојдневниот фолклор. Таму господари Ford F-150, но сегментот го меркаат и кинеските производители со амбиција да земат дел од колачот. Тоа се MGU-9 и BYD Shark. Пикапите ширум светот се доста популарни, но не и во Европа, иако пазарот има потреба од вакви робусни и издржливи возила наменети за тешка работа. Побарувачката е мала, но тоа не им пречи на кинезите да размислуваат за лансирање на своите модели и тука. Се што треба е да ги убедат купувачите дека изборот е вистински, производите ги имаат. Еден таков е и MG U9, кој неодамна ја имаше својата австралиска премиера. На оние кои ја следат кинеската продукција, моделот им е познат како Teron 9 и некаде се продава по знакот на Maxus, а некаде како LDV. Постои во дизел и електрична верзија, која посетителите на хановерскиот IAA лани, есента, имаа можност да ја видат. Името MG му додава дополнителна вредност и влијае на довербата на купувачите, кои во Австралија сигурно ќе го подложат на најтешките задачи. Долг е 5,5, а широк малку над 2 метра и има 2,5 литарски дизел со 217 конјска сила. Трансмисијата е 8-степена, од ZF со систем за погон на сите 4 тркала од Borg-Warner, а како опција се достапни и електронски контролирани блокирачки диференцијали на овете оски. Ослонувањето е независно, напред со двојни попречни рамења, а назад мултилинк, носивоста во зависност од верзијата од 770 до 870 килограми, а може да влече приколка тешка и до 3,5 тони. Располага со низа интересни и практични решенија, како што е задниот поклопец со електрично задвижување и вградениот преклопен степеник за полесен пристап до товарниот простор. Цената во Австралија стартува од 30.000 евра, а гаранцијата му изнесува 7 години без ограничување на километражата. Додека MG се мисли околу лансирањето на својот пикап во Европа, BYD веќе одлучи за тоа. Почнувајќи од идната година, Shark 6 ќе започне да се продава во Велика Британија. Засега сепак останува непознато дали и кога овој модел, кој не е достапен на домашниот кинески пазар, ќе биде лансиран и во другите европски земји. Представен лани, тој има плагин хибриден погон со електрична автономија од 100 километри. Максималните 435 конјски сили ги обезбедуваат 1,5 литарски бензинец и 2 електромотора, кои ги задвижуваат сите 4 тркала. Доаѓа исклучиво со двојна кабина, носивоста му изнесува 790 килограми, а може да влече приколка тешка 2,5 тони. Планирани се две верзии, робусна за работа и подобро опремена за разонода. За цените засега нема навестување. Кога сме кај BYD, да кажеме и дека мултимилиардерот Ворен Бафет ги продаде сите своји акции кои ги поседуваше во оваа компанија. Неговиот потек да го стори тоа изненади исто како и одлуката од 2008-та да инвестира $230 милиони за нешто помалку од 10% од акциите на BYD. Со нивното продавање, кое стратешки внимателно испланирано се одвиваше од 2022 до сега, тој заработи вкупно $6,5 милиарди, односно скоро 30 пати повеќе.
Масовизирањето на електричните возила има добро темпо. Она што е најважно кај нив е што токму тие генерираат брз развој на технологии кои се ориентирани на собствениците да им овозможат полесно секојдневно користење на возилата и брзо ажурирање на постоечките услуги. Во овој блог одвојуваме интересни новости што ни доаѓаат од Nissan, Acura, Volvo и Mercedes. И покрај длабоките промени во кои се најде, Nissan не престанува да вложува во развој на најнапредните технологии, вклучително и оние кои нема така скоро да носат пари како што е автономното возење. Така, сега компанијата, која скоро цела деценија работи за својот ProPilot систем, му додаде и вештачка интелигенција. Заради законските лимити, таа ќе делува со способности ограничени на ниво 2, што значи дека возачот мора да го надгледува возењето и во секој момент да биде подготвен да интервенира. Не звучи многу примамливо, но прототипите на електричната Арија покажаа како овој систем, базиран на лидер од новата генерација, се снаоѓа со искусувачките сообраќајни услови во Токио. Тие опремени уште и со 11 камери и 5 радарски сензори се способни да ги предвидуваат идните ситуации и да проценат како тие ќе влијаат на тековите во сообраќајот. Јапонците за својот систем велат дека представува голем технолошки исчекор, во чии способности купувачите ќе можат да се уверат почнувајќи од 2027-та, кога ќе биде лансиран на пазарот. Иако лансиран лани, Volvo значително го напреди големиот iX90 за идната моделска година. Возачите најмногу ќе се радуваат на електричната архитектура, која сега работи на 800 волти, што овозможува побрзо полнење и ги намалува топлинските оптоварувања на батериите. Тоа, заедно со новиот контролен софтвер, поддржува најголема моќност на полнење од 350 киловати, така што сега за 10 минути батериите ќе се дополнат за поминување 250 километри. Воедно и испораката на сила е поефикасна, со што се подобрени забрзувањата. Од другите работи унапредени се безбедносните функции кои му помагаат на возачот, со акцент на заштитата од лизгав асфалт, системот за итно запирање и подобрата интеграција на автоматско повикување помош при несреќа. Подобрени се и функционалноста на управувањето по темница, како и асистенцијата за паралелно паркирање. Но тоа не е се. iX90 ќе се нуди и со електрохроматскиот панорамски покрив представен кај IS90. Практично уште не започната, Honda ја заврши кариерата на Acura ZDX и после само една година на пазарот го испрати во пензија. Овој модел, кој беше прв и единствен електричен во гамата на марката, беше развиен заеднички со General Motors. Иако купувачите тоа му го замеруваа, тој представуваше солиден старт на електричниот пат кон иднината, кој сепак се покажа како прекраток. Брз, просторан и опремен со модерни технологии, ZDX имаше потенцијал, но новите пазарни ветришта го оддуваа од дилерските ценовници, каде со своите $64,500 беше најскап во понудата. Шанса за преживување не му обезбеди ни тоа што како американски производ кој излегува од погоните на General Motors не подлежи на новите царини за јапонските возила. Пресуди бројката од само 7400 испорачани единици лани, за разлика од технолошкиот близнак Honda Prolog, за кој се определија скоро 5 пати повеќе купувачи. Надежите за електрификација на марката сепак не се изгубени. Летово беше представен новиот RSX, кој е развиен од експертите на Honda. Представува трет модел на новата Zero платформа и ќе се произведува во фабриката во Охајо, заедно со предстојниот заеднички модел со Sony.
Амбициите поставени пред него ќе ги оправдува со напредната конструкција, која ќе му овозможи да биде полесен и понизок, што е инженерски предизвик заради сместувањето на батериите во подот на возилото. Ќе има и можност да напојува надворешни уреди, вклучително и цели домаќинства со сите куќни апарати. За задвижување ќе бидат задолжени два електромотора, кои својата сила ќе ја пренесуваат на сите 4 тркала. Ослонувањето ќе биде спортски подесено, а сопирачките ќе ги испорачува Brembo. Дизајнот е впечатлив, со ниска силуета, силни пропорции и смели детали, кои го нагласуваат атлетскиот став. Иако се знае дека ќе биде идната година, точниот датум на лансирање не е потврден. Исто и можноста да го видиме овој електричен купе кросовер во Европа секако под ознаките на Honda. Летото е подан период за производителите на суперавтомобили. Тие ги ангажираа сите потенцијали за представување на јавноста на своите најврели новитети. Некои од нив дури и повеќе, како Ферари, например, кој имаше 3. Покуси не останаа ниту Lamborghini, Maserati, Bugatti, Porsche и Lexus. Сега подгответе се да прошетате низ променадата, украсена со страст, брзина, врвни перформанси и цени од кои можете да го изгубите тлото под нозете. Голема доза на радост предизвика враќањето на Testarossa, овој пат со поостри линии, многу повеќе мускули и во две верзии. Го носи префиксот 849 и треба да го наследи SF90 Stradale. Неговиот битурбо V8 е засилен со 3 електромотори, кои комбинирани заедно испорачуваат 1035 конски сили. Батериите со скромен капацитет обезбедуваат поминување само 23 км, но крајниот резултат сепак е фасцинантен. 849 Testarossa забрзува до 100 на час за само 2,2 секунди и постигнува максимални 330 км на час. Цената не е дефинирана, но добрите познавачи очекуваат да биде околу 450.000 евра. Време за замена дојде и за ислужената Рома. Место неа купе понудата ќе ја пополнува Амалфи. Наследениот V8 мотор доби дополнителна сила и сега се расфрла со солидни 640 конски грла, без никаква хибридна подршка. Гледано од страна, Амалфи наликува на модернизирана верзија на Рома, иако голем дел од панелите на каросеријата се нови. Аеродинамичното перје стана поефикасно, ентериерот е нов, а распоредот на тежината идеален, во сооднос 50:50. Тоа ветува безпрекорна стабилност и возбудливи перформанси, во кои ќе уживаат двајца, иако постојат задни седишта, на нив може да собере само багаж. Ослонувањето е реконструирано, а сопирачките се контролираат електронски, без механичка врска со педалат. Со забрзување до првите 100 км на час за 3,3 секунди, на патиштата ќе пристигне во првиот квартал идната година, по цена на ниво од 240.000 евра. Нешто подоцна ќе се појави и во отворена Spider верзија. Најголемо вриење на крвта кај поклониците на марката од Maranello предизвика последниот примерок на Daytona SP3, направен надвор од планираните 599. Продаден на аукција на Monterey Car Week настанот за $26 милиони. Тој стана најскапиот нов Ферари во историјата. Купувачот не се знае, но познато е дека сите пари ќе отидат за хуманитарни цели во фондацијата на Ферари за поддршка на образовни проекти. Од стандардниот модел се разликува само по двобојната каросерија и пар посетни детали, меѓу кои плочката со ознака 599+1, која го потврдува неговиот уникатен статус. Скап новитет имаше и Lamborghini, чиј плагин хибриден феномено ќе биде направен во 29 примероци по цена од 3 милиони евра. Базиран е на Revuelto, но во многу нешта го надминува, почнувајќи од 6,5 литарската V12 зверка спарена со 3 електромотори.
Нивните вкупно 1080 конјски сили ќе го дотераат до максимални 350 км на час, од кои првите 100 за 2,4 секунди. Кој сака да привлекува внимание, ќе може бесшумно на струја да го вози 20 км. Иво Масерати ги засукаа ракавите и го направија MC Pura, кој како најнова еволуција на MC20 представува манифестација на перформансите, елеганција и спортскиот дух на марката. Донесува забележливи промени во изгледот, но механиката е задржана. V6 агрегатот со технологија од Формула 1 испорачува 630 конјски сили. Достапен е во купе и отворена верзија со цени кои стартуваат од 240.000 евра. Најексклузивното сепак доаѓа од Bugatti. Се одзива на името Brulart и е дел од новата персонализирана програма чии единствени креации ќе се појавуваат во најмногу 2 примерока годишно. Слободно можеме да кажеме дека е бесценета автомобилска уметност која представува автентично толкување на визијата на францускиот производител да се истражуваат крајните граници на техниката. А таа не е многу оддалечена од W16 платформата на Mistral, бидејќи и таа самата е врв на возможното. Има некои 1600 конјски сили, што во овој случај воопшто и не е битно. Тоа што навистина е битно ќе го знае само оној кој имал многу среќа да го добие и уште повеќе пари да плати за него. И Lexus сака да се врати во ексклузивните води, каде што некогаш беше присутен со суперлативниот LFA. Својата посветеност на тоја докажува подготвувајќи го неговиот духовен наследник, представен со концепт едноставно наречен спорт. Porsche пак нема што да докажува. Доволно е само споменување на бројките 911 и се е јасно. Посебно ако следи суфиксот Turbo S, кој во најновото своје издание доаѓа како хибрид. Модернизацијата му го донесе 3,6 литарскиот агрегат од Carrera GTS, сега со 2 турбокомпресора и компактен електромотор сместен во 8-степениот менувач. Испалувајќи 711 конјски сили, оваа комбинација го прави новиот Turbo S најмоќниот 911 во историјата. Тоа го докажува со забрзувањето до 100 за 2,5 секунди и за 14 секунди побрзиот круг на Нирбургинг во однос на претходниот модел. Ревидирани се и бројни други технички и естетски детали, меѓу кои активната аеродинамика и секако цената, која за купето во Германија стартува од 271.000 евра. Последните минути ги вжештија страстите и време е да се вратиме во реалноста. Се наоѓаме во средина на викендот. Остатокот нека ви помине во одмор и подготовки за престојната работна седмица. Ви посакувам добро расположение до следната епизода на Автомагазин. До гледање!